Основци бе? Средно? Супер. Ајде да идеме. Ајде, Тошко. Епа, дечки, добре ни дојдовте у 8 епизода. Ова што го гледате е Јосиф Дамјанов, ова е Тоше Павлов што го гледате. У принцип се наоѓаме во The Better Nutrition Show и кој што ви ветив и минатата епизода и го најавивме утрово дека ќе имаме специјален гостин. Овој дечко ја го знам многу одамна, пошто и цел живот е во спорт, цел живот е во исхрана. Но пред прилика 2 години беа Тошка кога го направи 2013. Резултатов од сликава, да, 2013. Значи, баш пред 2 години, пошто сега сме почеток на 2016. Направи неверојатен резултат што беше споделуван па преку 700-800 пати можеби на Facebook, беше вистински инспирација и мене ми е вистински инспирација, али причината поради која што го викнав Тоше поради тоа што е компетентен да зборува за овие работи и тоа што денеска чисто малку ќе опфатиме од темите, бидејќи ние немаме многу време и не сакаме да оптеретуваме само конкретни поенти. Тошка, знаеш што ми е целта? Многу луѓе кога сакаат да речеме да направат добро тело, да можеби изгледаат се подобро и подобро, најмногу се оптеретуваат и тоа многу тешко може да се отклони со килограмите. И со многу луѓе кои што се среќаваме, важно им е бројката на килограмите, али на крај секако они ќе се сложат дека изгледот е многу поважен. И еве, пошто кајте ми на претходната слика и на сликата која што, нели, кај што го имаш веќе направено резултатот, килажата се и таму е 85 килограми. Тоа што кај се случи целата промена уствари и дали ти чувствуваше промена и кај тебе лично во, не знам, во ниво на енергија, концентрација и се она што значи добре состојба на телото и духот. Вака, значи промената беше комплетна. Значи однос на и енергија и килограмите што ги спомна, уопште не ми беа битни на почеток. Значи јас кога ги видов на крај килограмите се исти, тоа уопште не ми смени. Меѓутоа беа исти. Едно што ме интересираше најмногу е да ги сигнам мастите што повеќе и да можам да качам мускулната маса. Тоа мене ми беше битно. И нормално да го оформам телото. Она што го кажа ти за килограмите, тоа е точно дека се поверуваат луѓето многу со килограмите, што е најнеправилно. Меѓутоа исто така и она што е исто луѓето што многу се поверуваат, според мене мисля дека физичката активност ќе направи промена на телото. Да. Но не е точно. Да, минатиот пат зборувавме исто и со Војо. Војо има, мислам, и ти го знаеш Војо, 70 дена имат циклус на тренирање по 2 часа дневно, точаци возење, а реално килажа се намалува никаков резултат на изглед. И тоа е поради тоа што така се троши мускулната маса, се трошат некои други работи од телото пред да видат мастите. И за да излезат плочкиве што ги викаме стомачните, дали е поважно да имаш стомачни мускули или да немаш нешто друго за да се видат стомачните мускули? Перетето да го тргне. Па секој мускул и вклучувајќи ги стомачните мускули се прават со нормално таа физичка активност каде што го оформува тој мускул. Да. Меѓутоа она што е врз мускулот, тоа е тоа сало кое што на друг начин ние треба да го тргнеме. Да. Значи тоа нема да се преобрази од сало во мускул. Ние сите имаме мускул. Само што врз тие мускули се наоѓа тоа сало. И сега ние тоа сало мора со комплетен пристап и кон исхраната, нормално со умерена физичка активност, да го тргнеме. А еве што ти направи тебе најголема разлика? Кои делови, односно детали во исхраната ти направија разлика за на долг рок, нели, да се добие таква телесна композиција која што ја имаш и тоа што е најважно е одржаваш до ден денеска. Да, ја те познавам и знам дека одржаваш до ден денес. Да, до ден денес јас не форсирам многу со физичка активност, значи чисто си тренирам за мене, за себе. Не бркам некој резултат, зашто сметам дека е доволно тоа што како изгледам. Она што сум обрнал внимание до ден денес, како што рече ти, е да имам редовни оброци, да имам здрав доручек, да имам после тренинг recovery, значи регенеративен оброк, кој што ќе
ќе го надокнади она што сум го изгубил. Да не е само, знаеш, многу луѓе, особено кога се работи за слабење, тоа е чудо колку многу имаат мислење дека оке извежбав и сега ќе јадам салата за да не ми се фати и тоа. Тамара? Да. Инаку Тамара има исто таков, има супер резултат, некој пат ќе не бидеш гест, нели? Да. Фала. Ајде, чао. И јадат салата, многу малку калории да не ми се фати, а тоа е многу погрешно. Точно. Не само тоа, затоа што мора да се знае нутритивната вредност на секој оброк. Значи салатата нема протеини. Точно. Значи ние мора да носиме протеини, мускулот изграден од протеин. Ние ако не носиме доволно протеин во текот на денот, нема како да го нахраниме тој мускул и со вежбање да го оформиме. Значи како ние сакаме да го оформиме, а не му даваме гориво. И затоа сметам дека е погрешен пристапот само физичка активност да се форсира, кога треба да се обрна поголем процент на други работи. Значи според мене целосен пристап треба да се смени во глава. Точно. Значи не само тоа, и одмор, и план што ќе правиш, како ќе правиш. Значи ако веќе си имаш зацртано на тоа да го правиш, тоа го правам месец, 2, 3, 5, зависи каков резултат сакам да постигнам и све комплет. Значи затоа според мене целиот пристап треба да се смени кон тоа нешто што сакам да го смени. И една друга работа исто, знаеш, повторно, кај многу луѓе има мит у глава дека одреден тип на вежба топи сало на одредено место во телото. Од типот, не знам, баш и го спомнавме тоа у најавата дека правам стомачни мускули за да изгубам, не знам, сало околу стомакот. Такво нешто не постои, ја мислам. Па не постои, ние ги напрегаме тие мускули, меѓутоа за тие мускули нели да се појават, мора да тргнеме тоа сало. Да. А за да тргнеме тоа сало, нормално, устава физичка активност, мора и правилно мислење. Да. Телото не препознава, слушай, ти вежбаш оваква вежба, ќе го топиш тука салото. Да, Туку си го гледа препознава- како резервоар, да, како да. кола исто да ја возиш, да рече, Точно. слушай, од Ќошов ќе собирам сега гориво, па ќе собирам после од тука. Точно, он препознава калории, број калории, троши калории. Точно. И тоа му и тие калории што состав има. Да. Таа храна што состав има. Да. Значи, важното е умерена физичка активност, многу поважно исхраната, доволно вода и што кажа ставот у глава и пристапот е најважно. Значи све тоа кога ќе се комплетира се доаѓа до 100% пристап. Значи пристапот мора да се смени, мора да се метнат редовни оброци, мора да се метне доручек, мора да се метне ако вежбаш после тренинг, да имаш нешто и пред тренинг за енергија. Значи да пиеш доволно вода до стегот на тренингот. Супер. И нормално таа физичка активност да не биде нормално isforsirana, пошто исто колку што јас сум имал искуство да се многу луѓе на стартот многу станале нагло активни, каде што тоа правило проблеми на телото, значи преголема isforsiraност може да дојде до болки у мускули. Така. Што е нормален процес. Фала ти многу, мислам ние до утре можеме да се време огромна е ова тема, само сакав чисто као поттик и насоката на размислување на луѓето да им помогнеме да ја променат, а за многу повеќе може и тебе ќе видат од твојот личен профил како може да ти пристапат, нас веќе знаат како да ни пристапат и ако имаат некои прашања дополнителни да ти постават, фала ти што не беше гостин. Драго ми беше што бев. И се надам дека дав добри информации како стартно вертира со кој што не може да не даш, чим ги имаш резултатите тоа секако ќе. Така Данче? Така е. Океј, се гледаме во 9-та епизода. Фала ви уште еднаш. Имајте си убав ден и квалитетни животни навики. Чао, чао. Чао.